Никој нема право да ја негира европската иднина на македонските граѓани. Македонците ќе влезат во Европската унија како македонци, исто како што унгарците влегоа како унгарци, португалците како португалци, германците како германци. Порача од денешната седница на Националниот совет за евроинтеграција ресорниот вице-премиер Васко Наумовски. Уцените за целосно бришање на Македонија и на македонците нема да бродат со плод. Како народ сме биле под многу поголеми притисоци, закани и предизвици и не постои притисок што ќе не натера да се одречеме од самите себе си. Тој подлече дека Македонија имаше релативно успешна година во однос на европските интеграции, при тоа посочувајќи ги добивањето препорака за почеток на преговорите со Европската унија и визната либерализација. За ЕУ амбасадорот Ерван Фуере пак заклучоците на Советот представуваат обезбеден пристап кој гледа напред, бидејќи со нив се утврдува временска рамка, која во основа е порака и притисок до двете земји да изнајдат заемно прифатливо решение за прашањето за името. Нашата порака е да се охрабрат двете страни да сторат се што е во нивна моќ, за да ги забрзаат и интензивираат билатералните преговори во контекст на процесот на Метју Нимиц, за да може да изнајдат решенија и да ја овозможат на земјата да оди напред на патот кон Европската унија. Шведскиот амбасадор во Македонија Ларс Фреден е убеден дека заклучоците на Советот на Европската унија се прилично добри и со оптимистичка проценка. Опозицијата и денеска тврдеше дека власта одбива да ги соопшти своите насоки, како планира да се постави во престојниот период во правец на евроинтеграцијските процеси и решавањето на спорот со името со Грција. Кој е не само предлогот на владата, кои се плановите на владата, како Македонија да се постави во следните 3 или 6 месеци, и како Собранието и Националниот совет за европски интеграции да помогнат во таа цел. Мислам дека за да реализираме било какво вистинско партнерство и вистински консензус, треба да се договориме како ќе го реализираме консензусот. За дел од експертите, Македонија речиси нема маневарски простор за изнаоѓање решение за името, бидејќи секој ден се наметнуваат нови услови за кои не може да се преговара со Грција. Според нив, ниту еден компромис кој е неразумен и неприфатлив нема да обезбеди стабилност на македонскиот систем.